само да ви кажам. Ние еба мамата мамина. Не ограбија максимално, не одране сотреа. И покрај тоа што не ограбија, не сменија име и презиме, идентитет, не ставија во логорот кој ни Сталин не бил поарен. Под изговор дека треба да извадиме пасоши, ни ги иселија децата, ни ја дадоа власта кај дуи нејзините докторанти и магистранти и гениалци, Ајнштени, од кај Мерко, и не помножија со нула како народ. Замислете дека сте обичен млад човек и дека живеете под кирија и немате свој стан. Значи плаќате дебело кирија за некој мало станче на некоја функционерска лопужа која ги испрала украдените пари во згради. Потоа плаќате од лихварската струја на Бислимовски, нели, со напони, мрежи, транспорти и врски. Потоа плаќате вода за да може водовод да запослува со секој нов директор, нови и нови партиски војници и ѓубретарина, а живеете во најзагадената депонија на целиот свет наречена Скопје, или можете во Струмица или Тетово, кај сакате. Потоа плаќате телефон, ТВ канали, интернет кои се перманентно во прекин и доаѓаат ко вода у припор на секој 2 дена. Потоа плаќате за влез и чистачка која не чисти и за кровот до градбата на комшијата најгоре, па за лифтот кој работи пар не пар или само за празници работи, па плаќате градинка за малото дете, па ужинка и дневен престој за големото, па книги и материјали за двете, бидејќи школството е нели кај нас бесплатно, па јазик, фудбал и часови по математика плаќате кај истиот професор што му предава. Па плаќате ДДВ, персонален данок, данок од добивка, плаќате данок на имот, па регистрација на возило и зелен картон, па фирмарина на неспособните градоначалници кои не одговараат пред граѓаните, туку пред партиските лидери, па плаќате здравствено, пензиско и еден куп други осигурувања кои ви ги враќаат со тоа што одите на приватен доктор за пак да платите дебело, па потоа ви даваат пензија колку за леп, а со другите осигурување можете и гзот да си го избришете. Па ставате 50 евра на книжка, за да имате некој денар, ама тука се банките да ви искрадат, нели убаво, онака мајсторски, на ситно, со провизиички разни, купувате нешто со картичка во вредност од 50 евра во бутик, банката оп, 1 евро провизиичка, па газдата на бутикот е следниот што купува пак банката 1 евро, и така кога 50 луѓе ќе купат, 50 евра веќе ги нема, банката ги зела. Па потоа кога ќе се соберат овие сите давачки, гледате дека ви фалат пари за сметки, за основни потреби, па доцните со сметки, па земате кредити, па после нотари извршители ви земаат тродупла сума и така влегувате во волшебниот круг на должничкото робство во кое немате ништо, а арамиите имаат се од вашите пари. Како сега ќе ви објаснам пластично? Арамиите си отвараат фирма, па благодарение на своите партиски и племенски пријатели фалсификуваат фактури. Па после само 3 месеци работа, нели по само 3 месеци работа, бараат од УЈП поврат на ДДВ за разликата која ја направиле со фалсификуваните документи, па УЈП не ги проверува, затоа што УЈП е тамо да малтретира и блокира граѓани за 50.000 денари долг, а не за 5 милиони евра поврат на ДДВ. Па УЈП како на добри партиски играчи им ги пушта парите, па овие си ги вадат, па после си ги префрлаат фирмите на непознати лица од Косово, со познати нотари од Северна Козоебина, и сите среќни. А знаете кои се тие пари, сите они од стотици илјади обични граѓани собрани по евро од вашите давачки, и потоа тоа се заташкува. Нема пари, нема виновен, тој газдата од Косово не постои, а вие пак овој месец и ово на ново секој евро, пола за децата, пола за УЈП, нека се најде, треба да живеат повратнициве, нели, на данок, па има и нешто за вас, сега не јадете гураби дека нема ништо. Па има нешто и за вас останало на крај се, да не бидеме толку песимистички. На крај е најдоброто во сето ова, најпозитивното, што повеќе не плаќате радиодифузна такса. Ги гледам денешниве политичари, се имаат, бе, од пиле млеко, бе, од ној јајца, од слон урда, од кит икра, немаат што немаат, пуни се ко бродови, ко пиратски бродови, ма какви бродови, бе, ко танкери се пуни, така и трошат на танкирано,
Земи плата 3000 евра, земи патни трошоци 10.000 евра, земи дневници, земи процент од тендери, земи кеш, земи аванта, земи станови, земи деловен простор, земи ауди, дај го аудито на комшијата, земи земјиште, дај го на женати, земи колбас, дај го на швалерката. Колбас, мислам, по дебелите. Ама души ненаситни се. Тоа газето нивно имат со лажа 24-ка, бе. Само за зимање. Во состојба се дете од мајка да земат и мајка од дете. Како зашо имаат потреба, зависи. Возат бесни мотори, а до вчера паѓале од тротинет, носат скапи одела, а до завчера биле на рецка на тезгата кај Дудуш у Шутка. Пија 24 годишен виски, а до вчера пија брзо смртка од тезга у Ѓорче 110 денари литар. Носат кавали патики, а до пред некој време шетаан измало со бели чорапи и југопластика папучи со жица врзани. А се заборавија они тоа, бе. Заборавија кога излегоа од калта у нивте, од нојот кај свињте, од лајната кај кошките. А некои ќе речат, ние сме градски деца. Не. Вие не сте градски деца, вие сте градски лоповчиња ситни кои сега пораснале у џебои, така се натапкале, па станале лопови крупни, шо би рекле бугарите, арамии на едро крупни арамии. Гледам некои ликови се утепаа, пување со аута на Facebook, со опрема, со слободно време, со пара, додека брачните им другари се до лактови у криминал, у владеачкава структура, нели? И се мисла дека ние сме улави и ќорави, дека ако десетина пушикаровичи им прават лице со лајкови, дека тоа општата состојба, дека сите мислиме така, дека е се добро, дека никој ништо не им замера. А во превод не прават будали на очи и уши, како да не слушаме кој во кој тендер бил замешан, колку милиони со нивна помош исчезнале. А го гледаш типот без работа, ама кој Холивуд бе да е глумец. Тоа е кај нашите политичари, функционери, нивните брачни другари и некои роднини од нивна блиска околина, до душа не сите. Главната карактерна особина им е дека немаат срам, или што би рекол нашиот народ, немаат срам, немаат страм. Со едно големо Т. Страм или срам, се едно, тоа е забранета категорија кај политичариве. И се гордеат што немаат срам. Тоа било шмекерски, бе, во духот на новото време, тоа било европски, левичарски, да немаш срам значило да си припадник на пупело граѓанство, кое се прима. Го прима за име, за идентитет, за јазик, за народ, за држава, за пасоши. Ама нема срам, важно го прима. Додуша може некојаш малку ке поцрвени кој ќе го прими, знаеш, она го примаш ако е така покрупен. А може некојаш и ке поцрвени кој ќе најде соодветна партиска врска да заврши работа. Но генерално се тотално оперирани од срам, нели? А срамот е врзан со образот. Кој нема срам, нема ни образ. А кој нема образ, тој нема чувства, значи е безчувствително гојдо. Значи ако нема срам, ти си гојдо. Но не би било страшно да си гојдо во денешно време. Битно било да си, нели, говедо или стока, нели, ама пуна кеш стока. Значи да си говедо, ама пуно кеш, тоа било битно. Со станови, со фирми, со илјадници заебани луѓе, нели, позади тебе, за ти да можеш да имаш пари. Се ова е резултат на една работа која што ни еден политичар ја нема дома, иако има се, нели, како едно квалитетно гојдо. Што е таа работа што ја нема дома ни еден политичар? Сега ќе ви кажам што е тоа. Абе, немаа дома огледало. Да, обично големо огледало за во ходник, кај што ќе можеш да се огледаш кој си и што правиш, нели? Да се видиш убаво, целосна фигура, па таков да те видат и децата, па убаво да те видат роднините и на крај да те видат мајка ти и татко ти, нормално, ако не се исто гојда ко тебе. Огледалото е најважниот фактор за срам, затоа што немаат огледало, немаат ни срам. Причинско-последична врска. А некој може би и физички имаат огледало, ама бегаат од него. Затоа што знаат дека како вампири нема да си го видат својот одраз. А се вампири.
Затоа што секојдневно без срам и перде му ја цицаат крвта на народот, ограбувајќи го и предавајќи ги неговите интереси, служејќи се со лаги и измами. Абе, фуј бе! Одвратно! Ми се повреќе од оваа констатација за политичарите, која за жал е супер точна и секојдневно ја чувствуваме на својата кожа. И нема да биде подобро. А ако биде, ќе го почувствувате тоа веднаш по подобрувањето. Едноставно, по продавниците за мебел низ државава ќе снема огледала. Значи, ги купиле луѓе кои са бајли навечер ќе се огледаат во нив, да видат кои се и што направиле дента. Ако одразот ги пофали, на добар пат се, а ако бегаат од него, тогаш станале како сегашниве. А на сегашниве една народна клетва. Да даде горнион, да им се скршат огледалата од кои се кријат. Тоа било многу добро за вакви штетници. Ке имале некој грейс период од 7 години да се покајат. Ако преживеат. Една вечер, синот тинејџер се вратил дома доцна. Татко му го чекал во дневната соба, гледајќи турска серија, во која внукот го одмаздил чишкото кој лежал 10 години затвор за силување на неговата сопруга, која всушност не ја силувал, туку таа доброволно си легнала со адвокатот, а тој подоцна станал уставен судија. Внуков го кокнал уставниот судија. Но, да се вратиме на приказнава. Татково го дочекал синот тинејџер и го поканил да седне да разговараат. Синот се вадел дека нешто му се спие, ама кога видел која серија оди на телевизија, сепак решил да поразговара со татко му, кој бил во момент на инспирација. Абе, синко, му рекол. Слушнав, си бегал од часови, го прашал татково. Види бе сега, тато, као да ти кажам, не е така као што изгледа, бе, му рекол синов. Абе, шо не е така као што изгледа, си бегал или не си бегал? Овој татково грмнал во стилот на Јашар, судијата во турската серија. Па, синов му рекол, види сега, тато, практично да, теоретски не сум бегал. Како бе, теоретски не си бегал? Газот ти седел на столчето таму или не ти седел? Види бе, тато, па ми седел, па не ми седел, ама не е газот крив? Абе, кој е крив бе тогаш, да ти ебам... Абе, да не е крив Јашар Ефенди бе од Царијава. Не бе, тато бе, не се вадел овој синов. Знам ја дека не е Јашар крив. Му рекол таткова, не се премутав. Тука и што си бегал. Туку си продавал и марихуана во школскиот двор. Кој? Јас? Почнал овој синов тинеџеров да се вади. Не бе, не ти, туку баба ти продавала. И тогаш татково се фатил за кајшов, земал да го вади. Ама тогаш му текнало дека оваа првава комшика име членка на невладиниот сектор и дека ќе дигне зградата во воздух ако чуе само како го вади кајшов за да го казни синот и му паѓаат тоа панталоните. Ми рекол, не дај Боже да види како го казнувам синов со кајшов, нема од затвор да излезам. Овие NGO-ава што прават. Така се откажал од идејата на превоспитување на синот на стариот добар проверен југословенски начин, old school. Продаше ли бе дрога мајмун еден? Ви бе сега, тато, од прилика така беше, ама па ја не бев крив бе, тато. Шо бе не си, и за дрогата не си крив? А кој го затрудне девојчено шо учи со тебе бе, суртук? Она со плавата коса од втори влез со тоа ринглите, а? Сигурно и за тоа не си крив. Изгледа и ти безтелесно ко мајка му на Исус, оваа зачнала, не си ја пипнал. И Копилјов така го гледал 10 на секунди татко му во очи и смирено му рекол: тато, жими се, нема да ми веруваш, али ја не сум крив. Тогаш татко полудое, се исправил над него ко Господ, го изведил тоа каишот ко Атила бичот Божи што го вадел, мислам, овој Бичов,
го дигнал над глава, спремен да го ожеже онака здраво. Па кој е крив бе? Имате ли секс бе? Имавте ли секс? Одговарај сега или ќе ти го поплавам гзот, па ќе мисла дека змија те апнала додека си серел у некоја полјанка издрогиран. Немој, тато, аман, заман, Малиов, имавме секс 3 пати поред. Со кондом ли имавте бе? А? Со што, тато? Со што? Малиов онака почутел, ама кајшот му се вртел коласа околу главата. Еј, тато се сетив сега за кондомот. Абе, не го облеков бе, тато. Го забореив. Онака, го забореив бе, тато, едноставно. Си забораил, а не забораил да го мацнеш мачорот кај другарка ти. А? Одевте до крај. Кај дали одевме, тато? Ама која... Ој Малиов малце мутав се изгледа се правил, ама кога видел дека ѓаволот ја однел шегата, му рекол онака со наведната глава. Тато, одевме до крај. Па кој бе тогаш крив бе, кретен еден бе? Кој е крив бе? Ти бегаш од школа, ти продаш дрога, ти правиш деца, кој е крив последен пат те прашувам? А Малиов чутел, доека на телевизија одела одјавнава шпица на турската серија. И тогаш, пред крај на шпицата, го погледнал татко му со тажни очи на магаренце и му рекол со наивен глас: Тато, Русија е крива. Кој? На татко му не му се веруело. Која Русија бе, маму ти ебам? Па Русија бе, тато, па Русија и Путин се криви бе. Па нели вице-премиерон Артан Груби бе, тато рече дека Русија е за се крива во Македонија. Татко го тоа го погледнал, подзинал, си го вратил кајшот у панталоните, се тргнал од него и смирено му рекол: Добро бе, синко, живеј. Штом Русија е крива, сега ќе му кажеш на тој твој Груби да ти ги оправда часовите, да одлежи затвор за дрогата место тебе, да ти го чува детето до 18 години додека не стане ваков вол како тебе и да верува дека Русија е крива за говнариите што сте ги направиле и ти и тој. И си се повлекол човекот у дневна соба, си отворил пиво, си продолжил да си ја гледа следната епизода на турската серија, во која еден политичар лопов доби 30 години затвор од судијата Јашар. Ашколсун Африм, Русија била крива. Отвори се земју и голтнине, со се сите лопови професионалци и лажговци, аматери, здраво. Си размислувам така, со шишкиве на главава и со мојево IQ така најлабаво во Европа и си викам: абе, ова мојве сонародници македонциве, шо сакаат највеќе? И ми доаѓа една грандиозна мисла. Македонците сакаат секој петок урда да јадат. Абе, урда се јаде само со бурек, нели? У бурек со сирење, мислам, се јаде урда. Највише ја има у бурек со сирење. Сите знаеме. Тоа е барем македонски изум, каде што нашата генијалност е буквално доведена до совршенство. А после тоа си викам: не бе, лапаме урда ние и за делници и за празници. И тоа највише албанска урда лапаме. Не само у петок, секој ден. Па грчка урда исто лапаме, многу си ја сакаме, па бугарска, бугарска урда обожаваме последниве години. Секој ден ја лапаме, онаа бајгањо што ја прави. А и српска урда си сакаме, иако нив највеќе им го лапаме кајмакот, нели? Кајмак на плескавицу или плескавица с кајмаком. Да знае да збори тоа пред дејане. Ај си викам, Сашо, не го дрви сега у полусезона, кажи што сакаа да прават највеќе македонците. И мислам јас така, и ко на професорон Балтазар, децава што не го знаат, ми текна. А во еден момент така, ми текна.
дека македонците најмногу сакаат да драпаат крастајци криви. Шубо кажано. Ајбе, не драпај крастајци криви. Ама, додуше нашиве знаат да драпаат и колчишта. Од оние големине колчишта што се ставаат на растат на скопскиот патлиџан јабучар. И мео и сакаат да драпаат македонциве. Ајбе, ој, драпај си го мео. Ама ова со мевоите има и логика. Сте виделе во Љубаништа, во кампон, оние дебели недомаќини, која ќе си го истаат меот и со едната рака си пијат од тоа ладното скопско, а со другата рака си го драпаат мео. Само ќе направи. Ама има уште една работа што многу сакаат да си да ја драпаат македонците. Сакаат многу да си ги драпаат јајцата. Нели? И така останало од памти век. Од старите уште останало. Абе, не драпај јајца. Или овие у прилепке кажа. Абе, не драпај мадина. Абре, македончеве. Абе, ти си за глупости махер, бе. Само да се јадело гомна. Чекај. Така е. Абре, македонецот сака многу и да јај лајна, да, бе, и да не јаде сака. Значи имаме две варијанти кај нас. Една хранлива и една диетална. Значи имаме, да кажеме, јади гомна, бе, селјак. Тоа е првата. А втората е, абе, не јади гомна. Тоа е оваа диеталната варијанта, што ја користиме често. И да знаете дека е диетална, да. Од македонецот излегла изреката пун си со памет ко говно со витамини. Тоа исто од македонците излегло. Многу мудар народ сме, со IQ. Неко овој талатанште, ние стварно имаме IQ, бе. Ко Тесла. Значи, сето ова е базирано на научни сознанија. Тоа не јади гомна у превод на скопски значи дека многу кењаш, многу збориш, бе, брат, ај не јади гомна. Збориш и тоа што треба и тоа што не треба. Знаеш се за секого, оговараш, напросто сереш, бе, сереш. Отаму дошла и онаа другата македонска, многу сереш, бе, брат. Што не се однесува, нели, на твојот капацитет да ја напуниш веќе шолјата, ама на твојот капацитет на устата, со која можеш да направиш 10 пати поголеми срања од што можеш со газот. Сепак, газот, како една естетика, ние македонците го користиме и за некои други работи. Например, кај нас храброста се мери по тоа колку имаме грз за некоја работа, колку ни стиска, колку можеме да издржиме некој која ќе не напучи, а ние храбро да загинеме за тие идеали напучени на ограда на онде, напучени. Сигурно ја знаете онаа храбра приказна кога дедо му раскажува на внукот колку бил храбар како партизан кога го заробиле германците. Германци си прашале, ако кажете каде се кријат вашите соборци, само ќе ве силуваме. Ама ако не кажете, ќе ве стреламе. И малиот онака наивен го прашува дедо му, и тебе, бе, дедо, шо ти направија германците? Овој дедо рекол, па мене внучко ме стрела. Гордо одговорил партизанот и така стрелан добил борешка пензија откако го истрелале 2-3 пати, онака темелно го стрелале, значи тоа германците кога стрелале, темелно стрелале, тоа неколку пати те стрелаат, да. И после овој си добил овој боречка пензија, стан, викендица, партиско членство, милион други бенефити, а сега си новите негови внуците му се најголеми транзицијски богаташи и хохштаплери. Македонската црвена буржуазија. Генетскиот материјал кај македонците е најпреносливиот материјал. Ние сме така создадени. Ако дедото е доктор, и синот е доктор, и внукот е доктор, и правнукот е доктор. Не мора бедни да студираат. Се знае. Ако таткото ја приватизирал фабриката, синот ја наследува. А внукот после може и да ја растури нешто кока, коцка, мамо там. Таа генетика кај македонците е многу јака. Круша под круша паѓа, ама обично гнила. И секоја е погнило од таа претходната. Ама торе му, неаме гајле. Сепак нашата најважна изрека е, знаете ли,
Знаете ли која е нашата најмоćна, најмудра изрека? Шо ме боли курот, бе? И оваа изрека ја користиме за се. За држава, за политика, за крадење, за народ, за деца, за жена, за балдаска, за дедо, за швалерка, за баба, за фирма, за се што постои на светот. Шо ме боли курот, бе? Или ич не боли курот. Или имаме баш ме заболе куров. Нашиов полов орган, луѓе, е болен изгледа 24 часа 365 дена во годината со векови поред наназад. Нас нон-стоп не боли курот. За све не боли курот. А нели вела дека половиот орган е втората глава со која што размислува мажот? Додуше некојаш поише мозок има во курот, него што има горе, ама па ако во горната глава имаме IQ 80 или практично кажано сме глупи, а долната глава со векови ни е болна, како сакате бе да ни успее државата и народот? Па ние нема со што да мислиме, бе, луѓе. Две глави, двете празни се изгледа. А не ги пуштаме жениве да ја водат државата. Зошто не ги пуштаме? Зашто ако нив ги заболи пичката, брате мили, тек тогаш ич кур нема да ги боли за држава. Да, бе, да. Ви кажувам, Жими Куров. Да ве опитам една народна загадка, може ли? Не ли ова шоу го правиме за обичниот народ, паредно е со него да помабетиме малку, нели? Загадката оди од прилика вака. Гатанка, значи. Ога него гори, куршум него бие, сабја него сече. Што е тоа? Што е тоа? Хајде да видам дали сте интелигентни, дали имате IQ ко Талат Ајнштајн, Не само да ви јадат гураби како сте имале коефициент на интелигенција како собна температура. Ајде бе, мислете малку, мислете, Што е тоа? Куршум него бие, сабја него сече, оган него гори. Ајде. Да чуем. Како? Кој рече таравари? Можда сте глупи, ама смисол за хумор имате, за чиста десетка. Таравари, оган него гори, куршум него бие, сабја него сече. Бе, сладко ме изнасмеавте. Македонецот секојаш има чувство комедијата да ја поврзе со политика, откако политиката животот му го направила комедија или трагедија, исто вие. Просто ми се плаче кога ќе видам колку е смешно или глупо. Таравари, бе! Кај ви текна да сивете векот, што би рекле прилепчани, бе. Не, бе, таравари, бе. Иако има врска тоа со куршумите, нели му пратија еден куршум како честитка за 2 февруари, му го оставиле тама пред врата и тоа од негов близок. Убаво се вика, ако не ти го задене близок, нема кој да ти го задене. Нема логика близок да ти го задене. Па бидејќи е блиску, нели? Од блиску може да ти го задене, не може да ти го задене ако е на километар од тебе. Од блиску ти го става, ти го заденуе. Таман работа некој тамо од Зубовце да ти го задене. Ема некој тука од Джепчиште може да ти го задене, од Липково да ти го задене, од Тетово да ти го задене, од Гостивар тука што ти е комшија да ти го задене. Има 170 километри пат унајава и уште да ти го бапне од Охрид. Не може од Охрид да ти го бапне. Затоа на таравари близок му го бапнал. Куршумот пред врата, мислам. Така барем вели македонската способна полиција. Туку, таравари, нека почека малку да видиме што е тоа. Оган што него гори, куршум што него бие, сабја што него сече. Па лед, бе! Мраз, замрзната вода, вода во трета агрегатна состојба. Нит можеш да ја запалиш, нит можеш да ја продупчиш, нит да ја исечеш. Ама буквално, бе, нели? Сега да се вратиме на тараварчо наш, големаш, кметот на Гостивар.
некој му го бапнал куршумот пред врата, што по сите мафијашки символики значи дека некој му се заканува со ликвидација. Тоа е така. Така е барем во мафијашките филмови. Или те ставаат куршум пред врата, или исечена коњска глава у брачен кревет. Али тој не е прв случај. Па сега ја прашувам. И се прашувам, како така мафијашко понашање кога во Македонија нема мафија? Од каде би им текне вакви мафијашки символи, а во Македонија нема мафија? Како вели онаа поговорка, на секоја држава си има своја мафија, само во Македонија мафијата си има држава. Тука има нешто. Ама тоа било европски, така било во Европска унија. Ако некој ти мрчи, ти закачи му го. Мислам, куршумот пред врата. Па ти вие само па сега ако кажам закачи го, задени го, забоди го, само на секс мислите. Ама во Европа изборите се обично мирни. А кај нас, бога ми, за наредниве избори има најава по ова чаршијава, нали, дека овие избори ќе бидат касапана, крв до колена. Дека ќе има и кур до колена. Едниве што нема да сакаат да си одат на власт, ќе им ебат мама, на другиве што сакаат да дојдат на власт. Ама и овие што сакаат да дојдат на власт не се глупи, па ќе се ги викне другарчињата од Козоебинава сите да дојдат тука, што троа на гласање, што за полнење кутии, не пиперки, што за учество во непријатни активности по својот противник. Дури ме фаќа носталгија по некои минати изборни циклуси пред 20 на години, кога за секој избор имаше по неколку жртви, нели, курбан што да така. Буквално го дадоа животот за развој на демократијата во Македонија, која за жал дојде, ни влезе по американски онака, здраво ни влезе, и се фузираше со нашиот прекрасен менталитет, зачинет со менталитетот на косоварите и од Албанија, со цел за поуспешно креирање на идниот парламент и председател у своја корист. А кога се вели своја корист, тоа е, нали, беззаконие. Баш и бозу, корупција, мито, тендери, двојазичност, со тенденција да биде еднојазичност, криминал, кражба и по некоја изворна песна испеана во кабинетот на Груби. Или може да се каже спортскиот музички центар Голема Албанија, креиран во центарот на градот, каде што можете да добиете проект или работа, ако сте само албанец. За да остане тој систем во функција, Таравари го доби куршумот за подарок. Не дека е он некоја цвечка за мирисење далеку од тоа, и он прди во исто бури со дуи, ама ќе го третираме како млада невеста се уште неопалена. На целиот метак у петак, Таравари остана мртовладен ко коцка мраз, што уште еден доказ дека старите поговорки функционираат. Значи, не се уплаши ниту од оган, ниту од куршум, ниту од сабја, им одговори на душманите. Промените започна и никој ништо не може да ги врати. Пуцајте, ја још увек држим час. Леле, се заебав, тоа беше од една друга песна, многу поголема и похеројска за вистински херои, а Таравари само се обиде да глуми херои. На истите оние со кои до вчера заедно мезеше суџуку влада и пееше патриотски песни за Косово и Билбилјот. Затоа, друже Таравари, немој нас со тие куршуми, немој бе. Сме гледале многу филмови со мафијата и државата, кај што се да различни страни, за разлика од оваа вашава, тоест нашава. И ако сакаш часови по глума, слободен сум у секој петок од 12 до 3. Шо од 3, бе? Си знаеш ти. Ја слушам онаа несреќена Никола Димитров, како вели дека џабе сме го смениле името на државава, од и онака немало да сме влезеле во Европската унија. Ало! О, Гојдо! Ќукш! Па ти требаше да мислиш на тоа, да направиш анализа, да пресметаш добри и слаби страни, да видиш како ви се однесувале низ историјата тие со кои што преговаравте, именувавте име, па тогаш да донесете одлука. Нели си дипломат, мајката? Како велеше татко ти?
раката да му се исуши на тој што ќе потпише. Така велеше. Ама ти потпиша. И наместо да се спротиставиш комаш на оној муртинецон, без мозок, ти ја шитна државата за стипендија на ќерка ти. Наместо ко градско дете интелектуалец да не го слушаш црпнатиот предавник од Муртино, туку да го разоткриеш, ти удри по својата држава со него. И сега се посипуеш со пепел, продаш басми, а него го заболе Стојко. Тој кога заспија наместо ко секој културен селјак да брои овци, он брои евра. И тоа во 3 тури. Една за него, една за Вицто, една за црквата. И сега немало да не примат во Европа, велиш. Аве, токмак, секаде ќе не примеа да се спротивставевте. Во НАТО беше одлучено да не примат заради Русија. Ни име, ни презиме немаше да бараат стиснати до зид. Ама си викаат, абе, кога имаме работа со будали, нека и го подудлаат малку на Грција, ке имаме зазимање од неа после. А кој сака бе на светов понижен квислинг по 100 пат, ви кажувам? Никој бе не сака квислинзи, бе, квислинзите ги презираат. Секој ги почитува луѓето од збор, на место, а не дундите кои викаат, море да ја свиткаме кичмата, знаете, да даде Господ да ви остане така свиткана, како ченгели да бидете во кичмата. А ќе дае, Боже бава, ама не забрава. Секој ќе си го добие заслуженото. Знаете, карма и за бич. И тоа бич Божи. Не може бе да правите проклети работи, да ставате луѓе по затвори, да правите гнасоти, да осудувате шофери наместо газди и се да ви помине лесно. Шо ме боле куро, ја не сум верник, не се плашам од Господ. Па кој рече дека Господ треба да враќа, бе? Не е убаво, тоа е работа на кармата. А карма ти е сосема нешто друго. Карма ти е баланс. Мора да има баланс. Не може бе да полните негативна предавничка енергија и да сакате да ви биде добро. Тоа ви е како клозет во кој фрлате тони хартија, бинди, влошки, коса и се што. Значи домашниот тоалет си го поганите и на крај тој ви се враќа. Се излива шолјата полна со фекалии низ целиот стан. Пливате во гомна, се давите во гомна, јадете гомна, спиете на гомна и после пцуете. Па нема пцуење бе шутраци кога лајната се излеале да направат баланс. Баланс лајна, онако јогуртон исто. Така и сега до гуша сте во лајна. Пливате во лајна. Се што фативте, залајнивте, заговнивте. Не може веќе нормален човек да набројува се што не заговнивте. Се украдовте, луѓе испогинаа, хаос, се што фативте претворите во криминал, во смрт, во беда и јад. И меѓу вас, од најнискиот полтрон до највисокиот функционер, нема ниеден со доблест да каже, јебига, погрешивме, се упропастивме, извинете, си одиме, одма ќе одговараме, ќе лежиме затвор. Немате доблест, се надевате пак на наредните избори во некое чудо. Во Дуј. Божијата рака на Дуј, Аллаховата рака на Дуј. Кој Марадона со она, Божијата рака, кој им го даде, кој им го брцна на британците 86-та на светско у Мексико. Така вие од Дуј се надевате. Дека со рака ќе ви дае гол и вие ќе останете на власт. Типично за кукавици. Но не сте сите такви. Го гледам пред некој ден Максим Димитриевски вели раката да ми се исуши за некои работи што ги гласав и потпишав. Тоа е, морам да признам, прилично машко покајување. Човекот комплетно го сврта листот, се спротивстави на довчерашните другари гледајќи што прават. Секој има право да се покае доколку покајувањето е на време и да придонесе лајната да отпловат во канализацијата. Овие де што прелеа. Не мислев буквално, таман работа, повеќе символично. Како викаат србите, пусти воду да говна оду. И за крај да ви раскажам еден виц кој деновиве се врти во градов.
Оби Джуко, покрај разните катастрофи и криминали што ги направи во МВР, издаде и 200 македонски пасоши за најголемите светски криминалци, па после ги обвини обичните службеници дека тоа го направиле без негово знаење. Па некои од тие службеници завршија во ПРДК-на. Шие му го џура. Па сега сите тие 200 криминалци побарале од МВР групно да дојдат да се сликаат за новите пасоши по вонредна постапка. Ке си плателе по 100 евра, кога веќе пред тоа платиле дебело. Сега се чека МВР да им излезе во пресрет на овие наши гастарбајтери кои го шират добриот глас за Македонија насекаде по светот. Северна и се е можно. Инаку, моментално на HBO оди серијата Вистински детектив, 3-та сезона со Джоди Фостер. Под насловот на 3-та сезона е Ноќна земја. Студено, ладно, снег, загадена вода, рудници, корумпираност, алкохол, криминал, убиства, депресија и хаос, ремек, дело. Режисер Зоран Заев. Пардон. Не, Зоран Заев е режисер у една друга таква исто мрачна серија. Северна земја се вика таа. На мајка ви Северната. Пред некој ден гледам еден клип сниман во Приштина, во кој се интервјуираат албанци за тоа што би направиле доколку на власт дојде Доналд Трамп и ја затвори американската база Бонстил во Косово. Некој ќе рече тоа не е возможно. А ја ќе речам, погледнете го Афганистан и што се случи таму. Се повлекоа за 10 дена од земјата во која 20 fucking години се бореа против талибанците и светскиот тероризам, оставајќи им ја целата земја повторно на истите талибанци со половина донесена опрема која е 1/100 од тоа што го има на Косово. Дали е можно американското напуштање на Косово е прашањето? Па кажете ми вие. Албанците кои живеат на Косово и млади и стари мислат дека е возможно. И тоа сите што се појавија пред камера кажаа така, дека е возможно. И дали имаат решение за себе во тој случај, се отвара второ прашање, велат дека имаат. Сите интервјуирани албанци рекоа дека доколку Трамп ја затвори Бонстил, дека ќе си ги соберат парталите и фамилиите и ќе заминат од Косово заедно со американската војска. Дека немаат намера да ја чекаат српската војска ниту еден миг. А јас искрено, гледајќи ги како се силни јаки и гледајќи го оној Курти, како се заканува кај ќе стигне, мислев дека барем ќе си ја бранат државата. Ама времето на војни изгледа е резервирано само за јаките и добрите вазали. Сите други сме колатерална штета. А и што да се борат кога имаат матична држава? Ама и тие да ти биле ко нас, само на бегање ги терало. Сега ми фалеше делот од клипот каде ќе бегаат. Ако се знае дека најблиската локација за бегање на американците е најблиската земја членка на НАТО, ај погодете која е таа земја од 3 пати. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците во таа земја од НАТО која погодувате која е, кои не сакаат блиски средбиот трет вид со србите. И така приказнава гледано од сегашната перспектива изгледа како издржи Вучичу додека да победи Трамп, а обично првиот потпис што го става председателот е за повлекување од некаде. Да ве подсетам, првиот потпис на Бајден беше за повлекување од Афганистан. Чудни се тоа некои коинциденции во принцип. Исто така многу се чудни коинциденциите дека во Скопје има голема побарувачка на станови, кои се купуваат, а во нив никој не живее. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците кои, ако се земе предвид дека околу 200.000 граѓани имаат по 3 пасоши, косовски, албански и северно-македонски, да предпоставиме според тоа кој ќе живее во новите згради во Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Чаир, Изгет Мол, па и Карпош не е за фрлање. Еве сега Пуцко ќе го направи фамозниот алумина простор. Факт, затоа што нашите луѓе не купуваат. Младите и македонците и албанците избегаа на запад. Германија полна, Лондон полн, Малта, Швајцарија, Австрија фул, Италија, Чешка, Белгија, Холандија, некој ќе рече, абе Сашо, тоа е теорија на заговор. Да, теорија на заговор. И се докаже дека заговорите се 100% вистина. Како беше теорија на заговор кулите близначки, нападот во Афганистан, внесувањето демократија во Кабул и на крај чао море.
ми одосмо, еве другарчињава од Талибан ке се уселат, они сега ќе ја водат држава. Така исто и со коронава што ја фативме од јадење лилјаци. Па сега ни се случува и тоа што не веруевме дека ќе ни се случи. Па кој тоа ќе го смени името? Нели така се викаше? Па нели некој овој Пендаровски се колнече, вика, која е таа будала, вика, што ќе смени името. Па маме ни еба после. Ако имаш доволно предавници, не постои ни една теорија на заговор што не можеш да ја оствариш. Исто е и теоријава на заговор дека за да влезе Србија во НАТО треба да си го врати Косово и да се одрече од Русија. Потоа дека Македонија е само територија за раскусурување и за нивелирање на граници и дека Украина мора да се подскрати малку, да се отфикари за да опстане. Ама само како житница за храна со контролиран режим од Вашингтон. А потоа ќе мора да ги враќа едно 150-500 илјада години парите од Европа и САД во жито и храна. Односно, лево ќе биде НАТО, десно ќе биде БРИКС и Русија. Нема и да има дупки и островчиња. Ете, тоа е таа теорија на заговор која ја издаде само едно клипче снимено на пазар во Приштина. Кој сака нека верува, кој сака нека се прави наудрен. Наудрените обично прво ги удираат, затоа што е полесно, не се внимателни, гледаат на страна, тргаат поглед, зихераши, лешпери. А ние ќе бидеме спремни, Бога ми, ќе изградиме уште некој стан за тоа време. Одлична стратегија, битно да им ги земеш парите. Они во никој случај, тоест они во секој случај ќе ти ја земат државата. Ти парите, они државата. Еби га. Теорија на заговор. Македонецот има една голема мана. Секогаш сака некој друг за него да ја заврши работата. Ако живее во зграда, македонецот не оди на куќен совет, иако кровот тече и треба да се донесе одлука за поправка. Се со образложение дека не била негова работата. Што ќе решеле другите, тој ќе го поддржал. Кога другите ќе решат да се собираат пари од секој стан за санација на кровот, тогаш ќе мрчи дека биле многу пари, тој немало да плати. Ама види Белја, после некој пороен дожд, водава протекла од кровот и до неговиот стан на трети кат. Тогаш почнува да брмчи дека председателот на куќниот совет бил неспособен, требало кровот одамна да се санира. Која ќе му рече дека токму тој не доаѓал на куќен совет и дека поради него немало кворум, ќе лаже дека не бил нешто добар, дека бил на состанок, ама не го виделе, бил седел во задниот ред таму кај вратата и ќе наоѓа 1000 други непотребни лажги и оправданија. И се ќе направи да се извади од ситуацијата. Само нема онака машки да дојде на куќен совет, да дискутира за кровот и да предложи да се согласи истиот да се реновира. Тоа јок и да ја плати цената. Тоа е маната на македонецот. Сака некој друг да му ја заврши работата, а тој ниту да ја плати цената, ниту да ја понесе одговорноста. Народски кажано, македонецот сака да се секса, ама не ќе да му влезе. Ако може се да му е потаман и оргазам да има на крај, ама да не го спомнуе никој. Логика покриен гз никој не го плука. Исто и ебан гз. Сака многу и да лаже, нели, како подкрепа на целата приказна, а уште повеќе македонецот сака да биде излажан. Леле, колку македонецот сака да го лажат. Ако има 10 луѓе околу него и 9 му се роднини му ја зборуваат вистината, тој ќе му верува само на едниот странец кој ќе го лаже и ќе го отруе од лажење. И не мора да е странец, може да и некој од Муртино да кажеме, но Беловец. Да, македонецот многу сака хохштаплери кога го лажат и да им верува на нив сака и да се продава на ситно сака, например за радиодифузна такса. Сака да се продаде, например. Исто така многу сака и да мрази без причина. Да види некој на улица или на телевизија и без никаква причина да измислува приказни за некој и да го мрази. Ама нема да го мрази овој што го лажел, што го труел цело време. Не, него до крај ќе го почитува, ќе има респект кон него. И на крајот кога ќе дознае големата лага, кога ќе дознае колку бил лажен од овој, пак ќе му верува, мислејќи дека сепак нешто ќе ќари од тоа што ќе му верува и понатака. Тоа дека е генерално ситна душа и дека е плашлив, се можеш да му направиш, нема да се побуни. Нема да дојде пред влада и да истури лајна од некоја фарма за свињи кој сега французини што ја посипаат тамо, што беше тоа,
Елисејска палата, шо беше тоа што го посипаа со говнарка една, им пуштија тоа, собраа говната како од околни весела со септини, им ја пуштија. Нема тоа да го направи македонецот. Па сите да дознаат дека не е инженер со лажна диплома, туку земјоделец кој чува свињи. Да, македонецот се срами од себе, од тоа кој и што е, се срами од честноста. Подобро купена лажна диплома, отколку честно да заврши средна школа. Мрази честна работа до душа и се восхитува на криминалци и лажговци. Ке се искрши да се поздрави со некој политичар, ке се лигави ако треба и ке премолчи кога истиот ке се удвара на жена му, ама нема да најде сила во него да му залепи во очи дека е криминалец и дека бил излажан од него 100 пати. Македонецот исто така побрзо ќе отиде на викенд отколку да си ја смени судбината на избори, да излезе и да гласа, да кажеме, како човек, како човечко суштество. Достоинствено и гордо. Одиш и со пенкалот им кажеш на предавниците и лажговците дека им дошол крајот. Не, тој ќе чека и тука некој друг да му ја заврши работата. Некој друг како него, кој што чека некој друг како него и така до бескрај. И така, на тој начин нема да излезат ни 20% на гласање и лоповите ќе си останат на власт. И предавниците ќе останат на власт и ќе сотрат се живо во земјата со својот грабеж и рамилак. Зошто бе? Зошто не се однесуваме како човечки суштества? Туку како лигни, како полжави. Зошто? Затоа што македонецот бил дунда и чекал под кошула да дојде и да го исексаат. Се криел. А што требало да направи? Што требало да направи? Сега, јас ќе ви кажам со еден пример од еден култен југословенски филм, што требало да направи. Конечно, македонецот треба да се дотера и да отиде на гласање. На гласачкото место треба да покаже кој е кој и кој одлучува за судбината на оваа земја. Дека за судбината на оваа земја одлучува токму тој, македонецот. Кога ќе стигне, треба само да го заокружи ливчето и гласно да викне: "Дже сте, пичке, стиго Здравко Чолич!" После тоа ќе биде одличен концертот, верувајте. Пред некој ден ги гледам овие нашиве вртикапа телевизии, кога оп на екранот Кристина Агилера од Калено горе има нешто да ни каже. После 100 изјави дека САД или никад не се мешаат во внатрешните работи и органи на Севернавани, а се мешаат ко свекрва на снаа у тенџерето што се меша. Таа излезе да го праша Мицковски што ќе им понудил на граѓаните после победата. Да им кажел уште од сега како ќе го решал прашањето со бугарите. Ја мајката! Ај што отворено застанувате на страна на криминалците од СДС и ДУИ, туку и нели не се мешате во внатрешните работи со услови од типот ајде кажи сите да чуеме па да знаеме кај да те заебеме. Па, господја Агилера, ако ова не е мешање, не знам што е. Поише мешање има у Тетово ноќен бар или ајвар ко се прави, ама вие си знаете кај се не мешате. Како второ, отворено застанувате за корупција и криминал што се гледа од кинескиот зид, дури ако се опулиш убаво и оддалеку, а нели се борите као против корупцијата. Ама кога човек ја види генезата на главните ваши газди, демократите на чело со дедо Педо Џо звани Бајденчо Најденчо или по српски Стара Саплетуша, ништо не може да не изненади. Со еден збор, владавина комунизма или катаклизма комунизма. Си ги форсирате своите комуњарите и марксистите ленинисти. И така на секаде по светот си правите. Така комунистичката партија на Америка или попозната како демократи и нивните кловнови досега го бутаа светот во неколку војни, од кои едната најголема со кловнот Зеленски и втората меѓу најкрвавите во појасот Газа. Но тоа няма значење. Битно е бугарите да влезат во уставот, иако врска немаат со Асномска Македонија. Никако не придонеле за Асномска Македонија, напротив, беа овде окупатори. Значи не учествувале, немаат ни еден, ниту едно
градбено тровче во темелите на современата македонска држава. Инаку, во матичната си држава демократите во Америка градат класичен антикапитализам, високи даноци со цел за финансирање на војни во светот, строги регулативи против бизнисот низ фасадата на левичари, прогресивци и разни либерали, потоа губење на националната свест на државите низ комунистички пристап дека се е беззначајно, а само новите вредности се окей, како на пример оние ЛГБТ, ОПРСТ, УФХЦ, ЧДШ. Значи, тие заедници, мислам, немање родови, немање полови, мочање на мушки манијаци во женски тоалети, уништување на женскиот спорт и милиони други новокомунистички бестијалности. И за тоа време, промовирање на комунизмот во САД или никад со закани по безбедноста на Тексас и на сите држави кои не ја прифаќаат политиката на зачувување на Америка, туку емигрантската шема на Сорос помогната од дедо Стара са плетуша, закани со оружје и војска кон Тексас и другите држави, мислејќи дека тоа се Македонија и Грузија, нели, па и сега ќе си ги дупиме. Ама тамо имало национална гарда, па тие околните држави се осеќале како брача со нив, нешто како Косово, Албанија, овоно, па ќе се бранеле со заеднички сили. Или, по превод, заигра мечката изгледа и кај вас дома, драга амбасадорке. Епа, нашава баба Меца се умори од играње. Рускава бела мечка уште има кондиција, ама вашево гризли е орно да игра. Ќе поигра дедо Џо малку поиќе кај вас. Заш? Така, најубаво се играло дома на крајот. И те молја без несразмерна сила кон Тексас, кој што не дупевте нас у Арачиново. Немој да си се излажал да употребиш тешка артилерија, ке си го примиш, аберо тексашани културно и достоинствено ќе апниш еден локум, што им го извезовме од Крушево, една тулумба поголема, и ќе фатиш джадено за Вашингтон, и ќе му се извиниш на Трамп, што го оплечка пред 4 години, а ние сами ќе им се извиниме на СДС и ДУИ во мај. А месец мај е месец кад јебе чика јова змај. Ај сеа, амбасадорке, глеј си тоа Тексасот и не паламуди.